Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Западните амбасади денеска се посебно загрижени во очекување на протести во муслиманскиот свет по петочните молитви. А денес излегува на пазарот и долго очекуваниот iPhone 5 на Apple, за кои редици има низ цел свет. Почнуваме со вестите. Пакистанската телевизиска станица Ари соопшти дека еден од незините вработени бил убиен во Пешавар, откако полицијата отворила оган врз демонстрантите кои запалиле киносала. Има најмалку 11 повредени. Судири имало и во Исламабад, Лахоре и Карачи. Протести заради видеото се одржаа и во Индија, Шри-Ланка, Бангладеш и Ирак. Американските амбасади низ муслиманскиот свет воведоа зголемени безбедносни мерки заради протестите поврзани со петочните молитви. Американското биро за попис изнесе нови демографски податоци кои сугерираат подобри економски времења. Еве зашто се работи. Американците стануваат помобилни, што ќе рече 36 милиони луѓе се преселиле во нови домови минатата година, а помалку млади луѓе живеат со родителите во споредба со претходната година. Стручњаците велат тоа се добри знаци зашто индицираат поголема доверба во економијата. Но настан број 1 за многу љубители на Apple денес е без конкуренција почетокот на продажбата на iPhone 5. Што да кажеме, освен да ги покажеме сликите од Јапонија, Австралија, Хонг Конг, Европа, Америка, секаде исто. Apple очекува до крајот на септември да продаде 10 милиони од новиот телефон. Американската државна секретарка Хилари Клинтон следната недела оди на Генералното собрание на Обединетите нации во обид да собере меѓународна поддршка за посилна акција против сирискиот претседател Башар ал-Асад. Но како што ќе видиме од следниот прилог, таа се соочува со силна опозиција од Кина и Русија. Светските сили се поделени во врска со тоа како да се запре насилството во Сирија, со Русија, Кина и Иран во поддршка на претседателот Асад и арапските држави од заливот, Британија, Франција и САД во поддршка на неговите опоненти. Аналитичарот Мало Иносент од Като институтот во Вашингтон вели колку подолго трае борбата, толку поголеми се поделбите. Западните сојузници, катарците и саудиците секако имаат интерес да го нема Асад. Но оние што го поддржуваат имаат уште поголем интерес тој да остане на власт. Кина и Русија ставија вето на посилна акција од Обединетите нации, велејќи дека тоа е мешање во внатрешните работи на Сирија и дека политичката транзиција треба да дојде однатре. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров вели дека администрацијата на Обама действувала сама и сега не може да ги обвинува другите за неприфаќање на санкциите. Они решили действовать в одиночку, без нас. Русија и Кина се обвинуваат за пружање отпор на некакво единство на меѓународната заедница. Но не е единство ако сакате сите да се приклучат на нешто што некој сам одлучил дека така треба. Русија и Кина не сакаат акција како во Либија, вели аналитичарот Иносент. Тие не сакаат нова зона на забрането летање што би довела до промена на режимот. Клинтон досега немаше многу успех во менувањето на мислењето на претседателите на Русија и Кина, затоа вели дека е реалистична за Њујорк. Не гледаме исто на работите со Русија во однос на Сирија. Ако тоа продолжи, ќе работиме со другите што се согласуваат со нас на поддршка на опозицијата и ако Асад падне, да ја подготвиме Сирија за демократска иднина. Како по Асад, ако Асад падне е план за кој исто така нема единство меѓу борците и политичарите. На далечната Руска република Алтай долго се гледаше како на руски Тибет. Изолиран со тешкопроодни планини, овој регион на граница со Кина и Монголија почна да се отвара за туризам. Гласот на Америка ве носи таму. Алексеј Каичи е пејач. Пее епски балади од својата родна земја Алтай. Ја чиста Сакам да ги опевам ридовите, планинските премини, изворите на студена вода, зашто така ме учеле дека секој дел од земјата е божествен. Со векови овие планини, највисоки во Сибир, го држале Алтай изолиран на руската граница со Монголија, Кина и Казахстан. Но минатата година единствениот аеродром во Алтай беше удвоен по големина.
И во јуни авиони почнаа да носат туристи директно од Москва, град со најмногу жители во Европа. Тие доаѓаат овде да пијат конјско млеко и да се воодушевуваат на чистите реки што ги полни вода од глечери, кои течат од златните планини на Алтаи. Галина Топтигина отворила културен центар. Со новиот аеродром овде доаѓаат многу луѓе и ние од тоа правиме пари. Туризмот е во наши раце, тоа се наши услуги, наши ракотворби. Олга Сафнова била без работа 3 години. Отишла на курс за екотуризам и сега продава волнени шапки и шалови. Туризмот настолько развиваецца. Туризмот овде е во почетна фаза, не е лошо. Локалците прават сувенири. Имаме традиција и обичаи што се привлечни и ни носат пари. Некои мислат дека не треба да се претера во тоа. Игор Калмиков вели дека прв чекор треба да е заштита на природата. Мы стараемся подготавливать местных гидов. Мы давать им должны возможность торговать. Ги подготвуваме локалните водичи. Правиме се да овозможиме продавање на локални сувенири. Со високата невработеност, туризмот во природа може да обезбеди работа за многу генерации на Алтаи. Кога Америка почна да станува Америка? Многу ми наверуваат пред 150 години, кога имало кумулација на неколку клучни нешта. Гледајте News Flash во понеделник, ќе ви кажеме кои. Во понеделник во News Flash. Прокламација на еманципацијата, разбирање на историјата на Америка. И тоа е се за неделава. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте News Flash на Гласот на Америка од Вашингтон. Се надеваме ке ни се придружите овде и во понеделник, а до тогаш читајте на интернет и имајте убав викенд.